Неделава ќе кулминираат летните горештини. Максималните дневни температури ќе достигнат до 36 степен, но поради влажноста во воздухот, истите ќе се чувствуваат како да се повисоки од реално измерените. Климауредите работат со полна пареа, но разлудувањето со нив може да биде и кобно по здравјето. Секоја температурна разлика поголема од 10 степени може да предизвика шок во организмот. Најголемо внимание треба да се обрати на работните места. На секој час да се организираат по 5-минутни микропаузи. Работниците пред да излезат од погоните мора добро да се аклиматизираат. Разликата температурна меѓу клима уредите, внатрешната температура оптимална е до 22 степени. Но ретко може да се постигне во овие услови сега. 8 степени да биде разликата меѓу надворешната и климатизираната просторија. Пред да излезе работникот од работното место, задолжително 20 на минути да има адаптација, значи или клима уредите да се исклучат, негде не може да се исклучат бидејќи има втора смена. Во посебна просторија во ходниците да се адаптираат и после да одат да тргнат надвор или во автобус. Бидејќи тука ни се случуваат тие колапси, онесвестувања, вртоглавици. Значи адаптацијата минимално треба да биде 20 на минути после излегување од климатизираната просторија. Задолжително внесување на многу течности, минерали, но и солена храна, препорачуваат лекарите. Крставици, патлиџани, лубеница, имаме продукти кои што комплетно можат да заменат се, и минерална вода. Малку посолено треба да се јади во лето, бидејќи солта се потине и се губи натриум хлоридот од организмот. Како би дошло до зачувување на притисокот да биде нормален, да немаме колапси со паѓање на крвниот притисок. Можеме да добиеме кај некои пациенти, вика на сите притисок опаѓа, мене ми се качува. Да, ако не прима доволно вода, а многу се поти работникот, доаѓа до стегање на крвните садови и автоматски притисокот се качува повеќе. Годинава, иако имаме изгор лето, засега Министерството нема прогласено жолта фаза, за разлика од претходното, кога месечно имавме минимум по 2.